Добра вечер ви посакувам во дневникот на телевизија Плюс на 22 јуни, четврток. Ова се настаните на денот. За мостот на Пчиња ке се чекаат европски пари. Благојче Јакимовиќ реизбран за претседател на НСДП Куманово. Гимназијалците на висина на задачата со представата. Ке се чека помош од Европската Унија за да се реконструира мостот на Пчиња. Кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски појасни дека општината нема пари за ваква инвестиција, а државата вели не покажува интерес за помош, иако била ветена од тогашниот министер. Предупредување за внимателност при поминувањето на мостот издаде ЦУК, а пчињани бараат итна интервенција. Ке се чекаат европски пари за реконструкција на мостот во село Пчиња. Општината сама нема средства за ваква инвестиција, информираше Кумановскиот градоначалник Димитриевски. Тој појасни дека проектот е изготвен, но бидејќи е траса од регионално значење која го поврзува Куманово со неколку села, како и соседна општина Петровец, се надевал на помош од државата. Инвестицијата вели е скапа најмалку 300.000 евра, како што рече било ветено од тогашниот министер за животна средина, но не се реализирало. Мостот на река Пчиња е актуелен секога година кога имаме поројни врнежи во регионот. Овој проблем со мостот е постар од 10 години, стои во место. Веднаш по доаѓање на мојата позиција, градоначалник некаде пред неполни 5 години, порачав проект за целосна реконструкција и проширување на мостот. Општината тој проект го плати и бидејќи тоа е траса од регионално значење која што ја поврзува општина Куманово преку мостот во село Пчиња на река Пчиња, село Вакав, Винце до соседна општина Петровец, која што се наоѓа во друг регион, има регионален карактер. Ние аплициравме со овие проекти првенствено и разговараме во Министерство за животна средина, со кој што работиме на проектот за затварање на депонијата Краста и добивме ветување од тогашниот министер дека првите буџетски средства кои што ќе ги има на располагање како слободни, ќе ги даде како инвестиција. За жал тоа не се случи. Дополнително бидејќи видоме, а нема општината такви средства, дека нема решение за овој проблем со ресорното министерство во овој момент. Ние аплицираме два проекти во Европска Унија директно. Едниот проект е реконструкција на мостот на река Пчиња во село Пчиња и вториот проект е изградба на нов мост во село Довезенце преку Крива река. Во моментов се аплицирани, очекуваме одговори да видиме што ќе се случи. Двата столбови на мостот на Пчиња беа дополнително оштетени по последните врнежи. Сите покажуваат голем интерес и грижа за овој проблем во сезона, но да не е општината, нема никој да го исчисти речното корито таму, иако не е тоа надлежност на општината, бидејќи надлежноста на општината е да ги одржува и чисти речните корита во градскиот опфат. Останатиот дел на водостопанство Кумановско-Липковско поле. Сведоци сме дека добиваат средства од државата за одржување на речните корита. Гледаме невидена експлоатација на песок и чакал од речните корита, точно по тој изговор. Тој песок завршува некаде, никој не знае каде, се продава за пари, но очигледно дека институциите не си ја вршат својата работа. Дали ќе успееме да направиме реконструкција? Сметам да, доколку Европска Унија покаже интерес да обезбеди средства. Имавме неколку разговори, ќе продолжиме да лобираме на таа тема. Жители на истоименото село информираа дека стравуваат за својата безбедност и побараа итна интервенција. Мостот се уште не е затворен за сообраќај, иако Центарот за управување со кризи излезе со соопштение за внимателност при поминувањето. Пчињани предупредија и дека при евентуален пат на мостот ќе бидат одсечени неколку села, односно најмалку 250 жители. Мостот на Пчиња е изграден во 60-тите години од тогашна ЈНА. Дезинсекција против комарци на застоени водни површини ќе биде извршена утре во Куманово во период од 8 до 14 часот, како што информираат од општината. Третманот ќе се изврши на следните локации: село Речица, Индустријска улица, село Клечовце, место викано Бараво, Ајдучка чешма, по течението на реките Којнарка и Кумановка, локација Толи Зордомис.
При извршување на третманот ќе се користи препаратот Биопрен. Од полноќ пак ќе започне процес на адултицидна дезинсекција против возрастна форма на комарци. При извршување на третменот ќе се користи препаратот Аквакотрин. Неопходно е пчеларите да преземат соодветни мерки за заштита на пчелите. Доколку временските услови не го дозволат вршењето на третменот, дезинсекцијата ќе се изврши првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни, стои во соопштенијето од општината. Увид во инфраструктурните зафати на граничниот премин Табановце изврши новоназначениот директор на Царинската управа Стефан Богоев. Целта е да се забрза протокот на возила, стоки и патници и да се олесни трговијата во регионот. Новиот директор на Царинската управа Стефан Богоев изврши увид на координираните активности на граничниот премин Табановце во рамки на Отворен Балкан, кои се во насока на забрзување на протокот на возила, стоки и патници и олеснување на трговијата во регионот. На Фејсбук тој напиша дека инфраструктурните зафати на граничниот премин Табановце во пресрет на екот на туристичката сезона се во завршна фаза. Ова е една од мерките кои Царинската управа ги презема во координација со владата во рамки на иницијативата Отворен Балкан со цел олеснување на регионалната трговија и забрзување на движењето на возила, стоки и патници. Најави дека во периодот што следи ќе започне да се применува и мерката за признавање на потврдите за мерење на вага на товарните возила помеѓу царинските управи на Македонија и Србија, со што дополнително ќе се намали времето за спроведување на царинските формалности. На средбата со царинските службеници напиша дека ги истакнал заложбите и посветеноста на борбата против шверцот и корупцијата, како и важноста за заеднички напори на сите нивоа со цел поефикасни контроли и подобрување на резултатите. Спроведувањето на владините политики поврзани со трговијата, наплатата на приходите, безбедноста и сигурноста на општеството и интеграција со Европската Унија бара соодветни инвестиции како во инфраструктурата на граничните премини, така и во царинските системи и хармонизацијата на соодветните законски регулативи. Иницијативата Отворен Балкан веќе ги дава потребните резултати за граѓаните и бизнис заедницата, рече Богоев. На изборната конференција на Општинската организација на НСДП Куманово, досегашниот председател Благојче Јакимовиќ доби уште еден мандат да го води органот и во наредните 4 години. Како председател на партијата во Куманово и член на Советот, реизбраниот председател ќе се залага Куманово да биде град за сите граѓани. Благојче Јакимовиќ е реизбран за председател на Општинската организација на НСДП Куманово на изборната конференција што се одржа пред 2 дена во Занаечискиот дом во присуство на 100 делегати. Избрани беа и извршниот и надзорниот одбор на Општинската организација. Општинската организација на НСДП Куманово е еден од бастионите на НСДП, силна, сплотена и добро организирана општинска организација која е значаен политички чинител во градот, рече во своето обраќање пред присутните новоизбраниот председател Јакимовиќ, потенцирајќи дека како председател на партијата во Куманово и член на Советот на општината ќе се залага Куманово да биде град на сите граѓани. Особено е чест и задоволство да се биде реизбран за председател на Општинската организација на Нова социјалдемократска партија Куманово. Како иден председател ќе се борам за интересите на граѓаните пред се и како член на Совет, но како Нова социјалдемократска партија ќе стоиме рамо до рамо до нашите коалициони партнери. А беа присутни 99 делегати, со што едногласно дадаа мандат на новиот извршен одбор кој ќе брои 12 члена и на новиот надзорен одбор кој ќе брои 3 члена. И нормално на председателот. Јас целосно верував и се заблагодарив на сите делегати и се поклонив и кажав дека ќе оправдам нивната доверба, пошто ми дадоа реизбор од 4 години, така да ќе оправдам нивната доверба и ќе се залагам максимално да ги остварам сите цели на Нова социјалдемократска партија. Пред присутните делегати се обрати и председателот на Нова социјалдемократска партија Горан Мисовски, кој се осврна на актуелните политички збиднувања во државата и реорганизацијата на НСДП и организацијското зајакнување на партијата по конгресот кој се одржа пред 1 година, како и предизвиците со кои успешно се справува владеачката коалиција.
Во преполната сала на Центарот за култура матурантите од гимназијата Гоце Делчев вчера вечер ја изведоа представата "Тој мое срце чука за тебе" во режија на Евгенија Петрушевска под менторство на професорката по македонски јазик Сонја Тодоровска. Собраните средства на иницијатива на учениците ќе бидат донирани за лекување на малата Теодосија Лазаревска. Матурантите од гимназијата Гоце Делчев вчера вечер ја изведоа представата "Тој мое срце лупа за тебе" во режија на Евгенија Петрушевска под менторство на професорката Сонја Тодоровска. Представата е работена според филмот Лајање над звездите. Присутните во Кумановскиот центар за култура уживаа во представата. Собраните средства на иницијатива на учениците ќе бидат донирани за лекување на малата Теодосија Лазаревска. Професорката Тодоровска посочува дека матурантите своето образование го крунисале со уште една прекрасна драмска представа. Знаењето, хуманоста и креативноста од секогаш биле одлики на нашите матуранти и на големите луѓе. Моите актери ја одушевија кумановската публика со својот талент, сериозност и емоција. Не насмеа, не замислија, не пофалија за секоја лекција, за секој убав збор и за секој ден поминат во училишните клупи. Посебно сум горда на иницијативата која дојде од моите ученици. Сите средства собрани од билетите да ги донираме во хуманитарни цели за Теодосија Лазаревска. Во преполната сала сите срца нека чукаат во ритмот на љубовта, хуманоста, драмата, музиката и уметноста. Сите срца чукаат за Теодосија, изјави Тодоровска. Учениците според неа креираа општествена вредност во локалната заедница. Со креативниот начин на изразување го менуваат светот според вистинските вредности. Претходно, кумановските ученици од гимназијата Гоце Делчев учествуваа на првиот фестивал на гимназиски драмски представи од Србија и регионот и ја играа представата "Нашата Коштана". Тодоровска веќе 15 години работи на представи со учениците од гимназијата Гоце Делчев. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 345 возачи. Од нив 9 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со над 70 км на час повеќе од пропишаната брзина. При тоа 205 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 140 надвор од населено место, соопшти МВР. Во продолжение вестите од Македонија. Газат роковите за уставните измени од кои е условена евроинтеграцијата на земјава. Власта на поединечни разговори со пратениците од опозицијскиот блок во обид да ги обезбеди потребните гласови во собранието. Највисоката научна академија во земјава ману на научна конференција за забрзување на процесот на интеграциите со своји ставови. Поранешниот председател Камбовски порачува: "Ние тропаме на вратата на ЕУ, политичарите да се надминат себе си." Вице-премиерот Маричиќ пак вели да не се користи диалогот за уставните измени со пратениците од опозицијата за шпекулација и притисок. Ниту еден наставник нема да го изгуби своето работно место или пак ќе добија помала плата поради интегрирањето на предмети во основното образование, кое го предвидува новата концепција за основно образование, што веќе трета година поред е основа за крупни промени во базата на образовниот систем, кои треба да овозможат покреативна настава и добро подготвени, иновативни и креативни ученички генерации. Ова го потврди министерот за образование и наука Јетон Шакири на денешната средба со председателот на Независниот синдикат за образование и наука. Промените кои ги правиме немаат за цел никому да наштетат, напротив, проектирани се за да го подигнат квалитетот на часовите и јас уверувам дека ниту еден наставник нема да остане без работа или пак да му биде намалена платата поради спојување на предмети, зашто во јавноста уште минатата година се појавија дезинформации со кои креаторите сакаат да создадат вознемиреност и несигурност кај наставничката фела. Но јас потврдувам дека со наставниците сме на иста страна и заедно низ диалог со вас и другите синдикални организации ќе работиме за унапредување на нивните права, рече Шакири. Тој додаде дека воопшто не треба да се размислува за намалување на нечии плати во образованието, затоа што токму оваа влада во неколку наврати ги зголеми платите на вработените во основните и средните училишта. Од синдикатот изразија задоволство што министерот и МОН покажуваат голема отвореност
отвореност за соработка и заложба за подобрување на состојбите во областа на образованието и науката, а особено за подобрување на условите за работа и воопшто за унапредување на правата на наставниот кадар. Посочија дека и натаму ќе даваат своји предлози и идеи за да придонесат кон креирање на што поефикасни национални образовни политики. Интегрираните предмети почнуваат од 5-то оделение, според концепцијата за основно образование и оваа година продолжуваат во 6-то, а наредните години и во 7-мо, 8-мо и во 9-то оделение. Телеметриската сеизмолошка мрежа на Македонија на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес во 9 часот и 53 минути регистрираше земјотрес чиј епицентар се наоѓа 113 километри југоисточно од Скопје, кој потекнува од епицентрално подрачје Делчево-Берово со Рихтерова локална магнитуда. Според досегашните податоци со кои располага обсерваторијата, земјотресот е почувствуван од населението во Берово и околината со интензитет од 3 степени, според Европската макросеизмичка скала. 27-годишен кумановец бил приведен вчера попладне откако полицијата го затекла при обид да изврши кражба. Полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода СМ од Куманово, информираат од МВР. Како што појаснуваат од полицијата, тој бил затекнат при обид да одземе предмети од објект на улицата Срботомовиќ. СМ бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот. Против него ќе следува соодветна пријава. Сончево времено со услови за облачност и дожд во попладневните часови. Температурата ќе се движи во интервал од 18 до 34 степени Целзиусови. Доколку нешто пропуштивте во дневникот, може да не следите на нашиот сајт tvplus.mk или на нашите социјални мрежи на Facebook и Instagram. Имајте пријатна вечер.